Почитувани, добре ни дојдовте на првата промоција на проектот XYZ Green Gen Transformers Млади за зелени општини. Фондацијата ImpactNet започна со реализација на XYZ Green Gen генерација трансформери за зелени општини, реализиран во рамките на програмата Зелена младина, Зелен раст, акции за зелена трансформација, финансирана од Европската унија, а спроведувана од Македонската развојна фондација за предпријатија, во партнерство со Junior Achievement Македонија и ЦЕП можности. Проектот има за цел мобилизирање на младите како клучни носители на локалните зелени и трансформативни практики, преку системски развој на нивните знаења, вештини и иновативни алатки за одржлив развој на заедницата. При тоа проектот има намера да ги поврзе традиционалните мудрости и искуства на повозрастните генерации со современите еколошки и зелени практики, создавајќи модели за зелени општини, усогласени со Зелениот договор на Европската унија и агендата за Западен Балкан. По продолжение го поканувам координаторот на проектот и председател на фондацијата ImpactNet, Стефче Дечев, да ви се обрати. Добро вечер до сите, поздрав, драго ми е што се гледаме во волка број. Се дружиме веќе 2 недели со ова нова генерација што ги запознаваме. Јас сум Стефче Дечев, значи, и среќен сум што спојуваме 4 средни училишта од градот со нови генерации, со едно искуство што се пренесува преку професорите, преку наши соработници, соработката наша со луѓе од општина Велес, со медиумите и продолжуваме. Ајнштајн еднаш рекол, или ја поставил една формула, сигурно ја знаете, е еднакво на m од c на квадрат, така, каде што го променил начинот на како го разбираме светот, дека енергијата и материјата се всушност две лица на иста приказна. Професорката ни е тука, ќе ни објасни повеќе по физика како треба. Но тоа е една замисла за поинаква модерна формула. Имаме и ние наша и ја поставивме, Димитар ја знае најдолу, ја повторуваше многу пати пред 2 години кога снимавме подкасти, а еднакво на X плюс Y плюс Z, како што е името на овој проект, каде што А е акција, без движење нема промена, X е идеја и фактор, нешто уникатно што ви издвојува, Y е желба, која што е внатрешна сила, што те турка напред, и Z е она значење или причината зошто го правиш нешто и знаењето кое што го надградуваш. Но оваа формула не ја мери физиката, туку животот. Со вас сите, едноставно што ве поканивме во овој проект, што професорите ве предложија, што сами се вклучивте, верувам дека ќе изградиме можност да ги споиме акцијата со вашата уникатност, страст и цели, кои што ги добивате на многу различен начин или преку оваа равенка да изградиме една трансформација во Велес, но и во Македонија. И ако Ајнштајн ни покажа како функционира универзумот, тогаш формулата е еднаква на X плюс Y плюс Z, е тоа да научиме како ние да функционираме во овој живот. Затоа што прашањето не е дали формулата е точна, туку дали си подготвен да ја примениш и дали си подготвен едноставно како поединец и дали сте подготвени како колектив сите што сме тука собрани со нашите соработници да ја примениме кај нас. Зелениот договор, сега ќе го споменеме првенствено, затоа што овој проект првенствено е наменет младите сите вие да продолжиме да го промовираме Зелениот договор на Европската унија. Денес зборуваме значи за една многу битна тема, одржливата иднина, и токму за тоа се повеќе зборува Европскиот зелен договор и агендата за Западен Балкан, на која што сме потписни како држава. Во Европа секојдневно се создаваат околу 60 милиони тони отпад од храна, а глобално дури 1/3 од храната се фрла. Истовремено климатските промени стануваат се поинтензивни и се повеќе гледаме суша, екстремни временски услови кои директно влијаат врз нашето секојдневие. Но предизвикот не е само храната, голем дел од загадувањето доаѓа од фосилните горива, јаглен, нафта, газ. Затоа една главна цел е нивна постепена замена со чиста и обновлива енергија, како сончевата и ветерната енергија. Ова значи почист воздух, помалку загадување и поодржлива економија. Паралелно со тоа, значи, Европскиот зелен договор става силен акцент со рециклирањето и циркуларната економија, систем во кој отпадот станува ресурс, наместо да фрламе, повторно да го користиме и рециклираме.
Токму затоа Европската унија постави амбициозни цели, каде што се очекува намалување на отпадот и користењето на фосилните горива за 50% до 2030 година, или Европа да постане ослободен континент од емисии до 2050 година. Ние се вклучивме уште пред 2 години кога го имавме еден друг проект и со такво темпо продолжуваме, го изградивме овој проект како фондација. Со младите кои што беа тогаш пред 2 години, едноставно продолживме да функционираме, да согледаме што е потребно. Беше инспирација пред година дена кога имавме исто подкасти на зелени теми. Согледавме дека постојат навистина интересни теми кои што сакаме да ги говориме, да ги потсетуваме постојано, зашто и едноставно затоа што согледавме дека е потребно знаењето за зелениот договор, познавањето на сите тие информации и не можеме да градиме иднина ако ја игнорираме природата. Промената започнува од нас, од тебе, од мене, од сите нас. Треба да ги менуваме нашите навики, помалку отпад, повеќе рециклирање, повеќе чиста енергија, повеќе грижа за заедницата. Зелениот договор не е само далечна политика, тој е можност за подобар живот тука и сега. Сега, ќе започнеме само да ги споменеме накратко сите активности кои што ќе ги предвидува овој проект. Со голем дел од вас, на една страна се, јас ги велам дечките од средните школи, имаме 2 проекта како што споменав. На едната страна се дечките кои што се од 4 средни школи од 1, 2, 3 година, кои што се вклучени во проектот XYZ, Green Generation Transformers или млади за зелени општини. Со нив веќе започнавме, имавме 2 тренинг обуки. Во првата тренинг обука го представивме концептот на подкасти. Зошто подкастите е сега момент? Тоа подкастите се популарна категорија, зошто? Затоа што младите се главни креатори на дигиталните содржини. Подкастот дава глас и влијание и социјалните медиуми го досегнуваат тој досег. Моќта на младите и дигиталното влијание кој разгледаме преку развојот на медиумите. Например, во 1920 година радиото ги обединувало младите преку джез музиката. Во 1960 година пиратските радиостаници во Европа ги започнаа социјалните револуции. Денес подкастот е вашата демократска станица за промена. Младите креираат трендови, влијат на јавните политики, поттикнуваат зелени иницијативи, градат заедници. И преку тие теми со нив едноставно подготвуваме концепт на реализација на пред се за зелените теми 12 подкасти, но тука имаме уште еден тим, уште еден проект што го реализираме медиски, кој што го рековме Impact Media Hub. Тука се исто дечките со кои што имаме други работилници со нив, кај што среќаваме новинари, медиумски работници, луѓе од IT светот, дигиталниот маркетинг и ќе сакаме да ги поканиме уште повеќе. Тука ни се некои соработници од медиумите и нивното искуство на вистина вреди, затоа што зелената револуција што се случи во Велес пред колку има 15 години беше точно покрената од граѓанските организации во Велес со поддршка на локалните медиуми и едноставно таа борба што се извојува вреди да се раскажува. Тие остана на браникот на одбрана на градот од загадувањето што се случуваше 50 години и едноставно тоа искуство ќе ги поканиме да го раскажуваат и своето медијско искуство. Зошто е битно да имаме медиуми, зошто е битно да се говори за вистината, да се инициираат различни промоции, позитивни контенти или содржини да се создадуваат во овој дигитален свет. Значи имаме тренинг обуки со кои што продолжуваме во наредните месеци, кои што се вклучени во XYZ проектот повеќе од 40 на млади од сите средни училишта и имаме подоцна со нив и низ работилници. Еве ги подкастите, значи на зелените теми, имаме различни обуки со нив и повторно ќе речам во наредните месеци ќе покануваме се повеќе медијски работници да ни пренесат голем дел од нивното искуство. Следната активност што ја реализираме, што е и tekako битна, ја споменавме малку, тоа е промоцијата на концептот храна не се фрла. Зошто? Затоа што живееме во време кога светот се соочува со сериозни еколошки предизвици, односот кон храната станува едно од клучните прашања за одржлива иднина. Европскиот зелен договор го поставува јасно правецот: намалување на отпадот, одговорно користење на ресурсите и градење култура на одржливост.
Еден од најголемите парадокси денес е фактот што огромни количини храна завршуваат како отпад, додека истовремено постојат луѓе кои немаат доволно. Токму затоа намалувањето на фрлањето храна не е само еколошко прашање, тоа е економско, но и морално. И сакаме со младите да ги интервјуираме нашите баби, дедовци, мајки, татковци, нивните, вашите едноставно, и она искуство што постои со генерации, да го пренесеме преку прво издание на книга, во електронско и печатено издание, каде што тие ќе имаат можност она што се готвело со децени, што се подготвувало во секој дом, рецепти како храната не се фрла, како се конзервира, како може да се рециклира, реупотребува, да го пренесат и на своите врсници и на генерациите што доаѓаат. Затоа, значи, го имаме ова што се вели концепт на храна не се фрла проектот, каде што спремаме со нив, со сите вас, едно издание кое што го крстивме Храна не се фрла по рецепт на генерациите. Имаме уште една активност која што ќе реализираме, а тоа е активноста за мапирање на површините кои што не се озеленети во Велес. Пред 2 години направивме апликација Green Map, апликација мобилна со која што исто млади 70 на тогаш млади од Велес ги мапираат дрвјата во Велес. Успеавме некаде околу 3000 дрвја да мапираме во Велес, да направиме еден зелен катастар, првичен изграден од млади. Сега ќе започнавме и тогаш со првично мапирање на неколку површини каде што треба да се посадат дрвја. Сега со младите што се на овие активности, обуки и овој проект ќе продолжат да го имплементираат сето тоа, и конкретна апликација нова градиме каде што дигитално со пин што се вели од Google, со точна локација, фотографии ќе ги посочиме на општината како информација на советот во Велес, на локалните власти или представниците на државната власт, да посочиме дека акцијата за пошумување треба да продолжи, но сакаме да го охрабриме концептот на пошумување со автохтони дрвја пред се и плодоносни дрвја. Сакаме да видиме се повеќе крушија, болтници, сливи, цреши низ градот, достапна храна едноставно на секаде, на сите празни површини што ќе ги најдеме. Значи имаме посебна апликација што ја развиеме со младите, веќе започнат процесот, ќе извршиме теренско мапирање со нив во наредните месеци, промоција на истата апликација која што ќе биде отворена за секој што ќе посочи одредена површина да ја ставиме на таа мапа. Има хубаво прашање добавка од дома, дали може да учествуваат граѓаните, секако ќе бидат добре дојдени, секој да посочи одредена локација, кај што ќе ги мапираме бројчано, и веруваме дека на есен кога ќе имаме и акција за пошумување, ќе видиме се повеќе плодоносни дрвја низ градот. Друга активност што ќе ни се случува во овој проект, ќе ја правиме, веќе ја правиме, има можност првично вчера на една обука да слушнат дел од песната што ќе се спрема. Сакаме од Велес да промовираме млади музички таленти и не случајно на оваа првична промоција поканивме, тука се со нас, ќе ги представам и сега ќе ги повикам. Пред се ќе започнам со младите, па ќе продолжам со менторите, со оние што се вклучени во овој проект. Првенствено веќе ги поканам бендот што ќе не забавува вечерва, групата Hertz, повелете да ни се представите. И тука ни исто диџеј Бабун или Димитар, повелете. Они ќе ни бидат задолжени во еден дел од програмата. Првен Hertz ќе ги слушаме во рок издание, потоа Димитар ќе ни каже сега што точно ќе ни пушта, некоја чилаут музика, верувам. Јас би сакал чисто да ни се поздрават, малци има трема, верувам, ајде да ги охрабриме. Првен да ни го представиш бендот, ако може. Добро вечер на сите. Ние сме бендот Hertz. Ние сме ученици во гимназијата. Ова е Матеј Богатинов, Димитар Илиев и Андреј Цецев. И Кристина се разбира, фронтменот. Ќе имаат рок издание, прекрасни хитови, и тука е со нив и професорката Драгана, која што ќе повикаме и неизе, која што ќе се верувам придружи во некој дел. Само ќе ни треба уште малце да Димитар повели ти, да ни се представиш. Здраво на сите, јас сум диџеј Бабун, некој ме знаете некој ден, и вечерва ќе пуштам хаус. Димитар.
Оваа културно-забавна сцена веќе ни да ве позна тука, верувам дека на наредните настани што ги правиме, имаме уште многу промоции, ќе имаме уште повеќе и диджеи да видиме, драго ќе ми биде исто и нив да ги видиме повторно да ги промовираме, но во овој проект исто така ќе имаме и зелена химна која што ќе финансираме на некој начин млади таленти музички да создадеме еден поп бенд кои што ќе бидат нови звезди на македонската забавна сцена. И радо ќе ни биде што и како продукција во другиот сегмент што работиме со фондацијата, стоиме позади нив, ќе им финансираме песна. Мислам дека, ајде да не издавам кој ќе ја прави, познато лице од музичката сцена, ќе снимаат спот, ќе поклониме и се разбира активна промоција. Имаат можност да ја промовираат или да бидат лицето на во Македонија зелениот договор на Европската унија. Ви благодарам дечки вас. Сега би сакал само пред да започне музичкиот дел да ги повикам тука и Славица Гајдова, која што ни е предавач на обуките. Славице, повели. Имаше трема малку, ми рече, ако можеш прескокнеме, нема прескокнување, битен дел е со нас. Добро вечер и од мене. Кратка ќе бидам, оставам претежно повеќе младите да зборуваат, имаат многу да кажат, верувате само ако ги слушаме малку. Мило ми е што имам соработувано со делото вие млади, меѓутоа од друга институција, мило ми е прв пат да со Стефче соработуваме, се надевам нема да биде ни последен пат. Веќе одржавме 2 обуки, имаме пред нас уште 2 обуки што треба да ги одржиме. Пријатно сум изненадена од бројката на млади деца кои што се заинтересирани. Мило ми е што можам знаењето да им го пренесам баш на младината тука во мојот град. И барам дел, се надевам дека на дел од нив ќе успеам некако размислувања за да им ги сменам и дека од нив ќе излезат вистински лидери кои што стварно ќе направат некои промени не само во градот, туку и во државата. Фала. Благодарам, Славице, сертифицирана обучувач за проектен менеджмент и младите кои што се вклучени во проектот, не само што се запознаваат со активностите и ги разработуваме, правиме од секоја активност како проект, кои што учат и проект да прават, за подоцна да имаме и посебна работилница и тренинг за одржливост, каде што ќе ги учиме како да бараат нови фондови и нивните идеи да ги преточиме во нови проекти во Велес. Пред се разбира и меѓународно да ги вклучиме во активности или национално. Тука сега ќе ги поканам и нашите професорки, ментори во проектот XYZ, професорката Драгана Тевчева од гимназија Кочорацин, тука ни е професорката Милка Петровски, тука ни е професорката Надја Петеова, оправдана и отсутна, и професорката, односно педагогот Василија Јорданова од Полене Делновски. Еве од име на сите ке се обратам од јас. Многу ни е драго што сме дел од овој проект. Да ви посакаме успешна работа, многу успешни активности заедно со нас, да знаете дека сме тука за вас кога и да ви треба. Професорка Драгана веќе кажа тоа што треба да се кажем. Многу ми е мило за овој проект и се надевам дека ќе имаме успешна соработка со сите вас. Сакала успешна работа на овој проект. Имат можност да испијат многу кафиња, да се дружиме на низа работилници со овие професорки што се во овој проект. Тука секако ќе ги споменам и професорките Петранка Стојанова и Радмила Андреја Аморсу. Они се вклучени во другиот проект, во медијскиот проект, но бидејќи имаме и од другиот проект туку учесници гости, би сакале нив да ги поздравиме, да ги поканиме. Добро вечер на сите. Мило ми е што сум дел од овој проект. Мило ми е за сите ученици кои што се вклучени во овој проект. Иако се многу пати сум имала настапи, сега имам некоја треба, не знам зашто така. Да. На сите ви посакувам многу убави поминати моменти низ активностите од овој проект. Се надевам дека нема тука да запреме, ќе продолжиме со други проекти, други активности. Ви посакувам убава забава вечера. Посакувам успешна работа, ќе се
се гледаме на работилниците, со среќа нека имате убава вечер. Толку накратко оставам на вас. И благодарам професорке. Супер е да си имаете прекрасни професорки отворени за и вакво воншколско дружење со учениците, да пренесат дел од своето знаење, да инициираат повеќе, да мотивираат. Се разбира, тука ни беа и многу не беше битна соработката со директорите во училиштата, бидејќи првенствено преку нив ја отворивме оваа соработка, каде што видовме дека одамна немало активност што ќе ги спојува сите 4 училишта подолг временски период. Тука ние да го поздравам директорот на економска на училиште Јовче Тесличков. Господин директоре, ќе не поздравите. Правно на соците другите, да ќе имаме најавено со другите училишта исто подпишување на меморандум со Коле Неделковски и со Јовче Тесличков. Веќе имаме меморандум на соработка, директоре. Благодарам. Поздрав до сите, на сите ученици кои што се вклучени во проектот и им посакувам успешна работа. Сега, посебна исто благодарност ќе упатам и до Вардарскиот Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, до директорот и до тимот таму, бидејќи ни овозможија сите работилници предавања да ги организираме во иновативниот центар Вардар Хаб. Имаме прекрасно дружење таму, наш простор каде што можеме активно да се дружиме, да ги имаме со часеви нашите работилници и предавања. Се разбира благодарност до Кафе Бар Мока, каде што вечерва организираме оваа презентација и низа средби тука, ни излегува доста во пресред, Малина од Велес, Унистар, кои што навистина ни помогна за стартот на проектот, што се вели и едноставно најголемата благодарност до сите млади што се тука. Може ли раце да дигнете XYZ проектот, младите? Неки да повикаме, ја мислам, да ги чуеме. И да не ги заборавам, дефинитивно, моја десна рака во овој проектни асистенти, не смеам да ги заборавам, тука се Лука Манов, Александар Јордановски, Марко Ангелов и Андреј Теов. Повелете да видим и вас поделите. Оние се 4 асистенти во проектот што се вклучени во проектните активности, а се разбира веќе 2 години, Димитар Андонов, он е задолжен за продукцијата. Како ќе не слика тука? Тоа го знаеш што пората за него. Главка ќе не слика. Активна соработка со нив. Една заедничка фотографија. Пред 2 години беа вклучени во еден друг проект и сега успеавме едноставно врсничка едукација да успеат да изградат, да пренесат своја активност, да поканат други млади луѓе во овој проект. Може слободно да се обратите нешто да кажете. Ајде јас во името на сите. Днешки мило ние што се запознавме, наидовме на многу позитивни реакции од сите од вас. Продолжуваме да соработуваме и се надеваме дека секој биде во најдобар можен ред. Значи, благодарност до дечките од XYZ и тука се Импакт Медија исто. Благодарност до сите вас, драго ми е што вечера ќе се дружиме. И мислам дека е доста говорење. Толку и презентацијата. Сега, значи, првенствено ќе одиме со еден блок музички. Рок верзија ќе одиме, така првенствено. Тука се група Hertz. И потоа, после рок верзијата ќе одиме со Димитар, неговиот перформанс исто, значи ќе ни видат на 2 стејџа што се вели. Уживајте, ви благодарам за вашето присуство на оваа промоција и многу ќе ни биде мило ако се вклучите во сите наши наредни активности што ќе ги имаме навистина доста. Уживајте, убава вечер, уште еднаш благодарност и се гледаме многу наскоро со други активности.
Thank you.